Со изложбата 100 години струмичка уметност, синоќа во Струмица се отвори градската уметничка галерија. Галеријата е во просторот на поранешната скривница на градскиот плоштад. Се изложија дела од уметници од различни генерации кои твореле во изминатиот век во Струмица. Струмичката современа ликовна уметност, несомнено, има долга традиција која со известни прекини трае едно столетие, а која несомнено е поставена врз темелите на византиското и средновековното сликарство во овој регион, а пред се на делата од роднокрајните струмички зографи Ѓорги Велјанов, Васил Ѓоргиев и Григори Пецанов, од кој најистакнато место зазема зографот Григори Пецанов. Нивната ликовна активност и појава е поврзана со македонското природбенско движење во 19. век. Тежок и мачен период исполнет со бројни војни и крвопролевања. Овие зографи не само што ги живописуваат црквите и сликали икони, туку истовремено помагаат во формирањето на македонската нација. Како потврда на тоа би го споменал портретот на поп Стојан, еден од организаторите и учесници во Разловечкото востание, а изработен од раката на Васил Ѓоргиев, како и сигнатурата на Григори Пецанов на икона изработена за црква во село Челопече, Софијско, Република Бугарија, а која гласи: изработено од раката на Григори, иконописец, македонец од Струмица. Уметникот Александар Филев, раководител на уметничката галерија при Центар за култура Антон Панов, вели дека ќе се реставрираат и конзервираат дела од струмичката ликовна колонија, а ќе се изложуваат во новиот простор. Филев се присети и на дружењето на повозрасната генерација уметници од Струмица, кои твореле во ателијата на Стара Нама. За жал, голем број од уметниците кои нивните дела вечерва се изложени, може би физички не се присутни, но преку нивните дела, нивниот дух вечерва е со нас. И затоа често пати кажуваме дека уметноста е вечна. Со оваа изложба вечерва на сите нив и му даваме голема почит, бидејќи тоа беа уметници во вистинска смисла, кои цел свој живот го посветија на создавањето, творењето на уметност. Беа боемни луѓе, кои се дружеа, разговараат, кои знаеа да седат и до раните утренски часови. Знаеа да се напикуваат, да справаат, но тоа беше само дел од нивната голема желба, која има кон сликарството и ликовната уметност. Атанас Мучев, првиот современ сликар во Струмица кој остави врвни дела. Стојан Пачов, струмичанец, но неговиот животен пат го однесе во Белград. Но никогаш не ја заборави Струмица и Македонија, туку му беше вечна инспирација во неговиот богат ликовен опус. Уметникот Ѓорги Божинов Фаника вели дека Струмица од секогаш го имала и негувала духот на уметноста, а постоењето на ликовната колонија ги оформувала и вмрежувала уметниците. Традицијата во Струмица што постои за ликовниот дел човекот, мислам, порема на многолетство никаде. Учествував на многу ликовни колонии, сликарски дела имам, можда најде да река, кај сум тамка за секад. Секад Струмица останува Струмица. Овде е посебен дух на уметноста постои. Јас сум среќен што во тој дух пливам и не денес. Од моја страна може да речам само дека Струмица остави голем лелек што се однесува за ликовна.
Отворањето на галеријата го поддржа Министерството за култура заедно со општина Струмица. Градоначалникот Коста Јаневски рече дека е емотивно врзан за овој проект, бидејќи е последен во неговиот мандат. Интересно е тоа што годинава се навршуваат точно 45 години од еден документ, од едно барање архивирано во општина Струмица, од таа веќе далечна 1976 година, преку кое тогашниот ДЛУС или Друштво на ликовни уметници на Струмица, начело со председателот Григор Брикјаров, бараат од собранието на општина Струмица за нивни потреби да им бидат отстапени просториите под покровните простори од тогашната стара нама. Собранието позитивно одговорило на тоа барање, па струмичките ликовни творци добија свое капче во кои твореа, се дружеа, се договараа за своите активности и заеднички ги сонуваа своите соништа, не плашејќи се од крцкањето на старите и дотраени дрвени скалила кои водеа до таа магично царство на уметноста. Таму беа ателијата на сликарите Бранко Кончелиев, Момчило Петровски, Стојан Стојанов, Стојчо Гоцков, Александар Гелев, Димитар Филев, Ѓорги Божинов Паника, кој го поздравувам пред малку го видовме, и останатите кои со голема љубов и жар ги создаваа своите дела. Уредувањето на галеријата чинеше околу 6,5 милиони денари.